живот. Добар ден, Јеливера, како сте ми? Драго ми е што ви гледам, добри сте? Ао како не? Погледнете, седнете се. Прашувам кога доаѓам наумувам кој има со кого живе. Вели ќерката, внуката, ама има уште еден необичен член на фамилија. Мачава. Да, чупно добро се држите, гледам со оглед на возраста. Да. И сега гледам баш во списокот на дела кои ги имате направено, значи вие практично имате порано и објавувано за објавен збором до 2019. Последно што видов дека ако нема нешто поново, значи во доцна возраст, да кажам, творите не се предават. Дали пишувате нешто поново сега? Многу пати велам дека го затворам дуќанот, ама пак цршето работи и така. Да, и дуќанот е богат, има прилично дела кои треба да се допродадат, да кажем така. Баш ми е драго. Не е проблем. Ви претпоставам ви кажа зашто сум денеска дојде. Ова е орден за заслуги на државата кој председател го дава на особено истакнати интелектуалци во различни области. И мислам дека одамна требало да го добиете. Ова е за вас, за целиот принос кој имате направено за македонската литература и култура. Со вашите дела има да расте на генерации и генерации деца. И сега да прашате која лектира им читано прво или второ одделение, сите кажуваат Зокин Покоп. И не е само таа, никај и не е само таа. Само таа прозна творба. Значи, погледате, ова е за вас. Тоа се дава, велам, само на ретки поединци во држава кои се навистина заслужни во областта во која твореле и придонесувале за целата нација. Сега се чувствувам прилично почестено. Свесна сум дека сите овие работи се релативни и пред малку спомнавме такви нешта. Но времето докажува дали сме били на прав пат. Во случајав мислам на многу луѓе што го заслужиле ова, што во моментов не ги спомнуваме. Би сакал да со нив да споделиме оваа радост.